Ова е почеток на 10-та емисија Агроисток на Канал Плюс, која се емитува секоја недела во 14 часов. Денес се одбележува Митровден. Овој православен празник се слави како домашна слава, но за сточарите е значаен по тоа што денес завршува ангажманот на овчарите околу стадата. Повторно ќе бидат ангажирани почнувајќи од Ѓурѓовден наредната година. Во емисијата, освен за сточарите, ќе издвоиме простор за градинарите, оризарите, како и за органското производство. Следете не. Во последно време во Штипско се зголемуваат површините со градинарски производи. Се подигаат пластеници секаде каде што има можност. Митре Младенов од Лакавица е познат меѓу муштериите во Штип по разновидноста и квалитетот на она што ќе го произведе. Да ја проследиме неговата приказна за тоа како и зошто се одлучил екзистенцијата да ја обезбедува токму од пластениците. Колку време се занимавате со градинарство? Од градинарство од дете како она пошално, после од по-така озбилно од 2003-2004 година. Пропаѓањето на метална од страна безрави се одлучиме на земјоделие. Кого работите заедно? Со сопругата, сами сме 20 и така. Колка површина имате градинарство? Градинарство имаме на 10 екара. Тикви, мислам сега од градинарство. Исклучиво градинарство. Исклучиво бавиме се со градинарство, не од други производи, стока, мока, нема ништо. Само исклучиво градинарство. Градинарство, да споменеме, кои производи ги има? На пазарот луѓето ве знаат. Од најситно роквица, броколи, дајкони, моркови, патлиџан, пипер нормално помалку, курнишони не, краставици, домашна краставица, блитва, кромиче по нешто, салата марула, така, при зимата, према сезоната. Сезоната е на зелката и тиквата гледам. Тиква имаме доволно. И бананка има и од печалката, што е старото семе, това. Зарачели. Зарачели има исто, така. Има ли работа во градинарство? Има, може да си створиш колку што сакаш работа. Нема одмора за работа, може да си створиш слободно колку што сакаш. Кога почнува сезоната за вас? Нон-стоп, кај нас е нон-стоп, зима и лето, например. Кога завршува, кога започва? Стераш си нормално, работиш нормално, нели? Ти имаш и за зимски да произведеш, имаш и за летоски, за пролет, за секој. Си без прекин? Активен, да, да си активен, без прекин. Сега е период ноември, сега ги собирате плодовите? Тиквите нешто, дајкони, роквици, понатом марулите, има блитва нешто. Континуирано работи? Работиш нон-стоп. Има ли печалба за вас двајцата дома, за фамилијата од ова седмица? Има се. Мора да остане, шом работиш, мора да остане. Субвенции користите ли? Субвенции многу слаботи, ние градинарите, на мала површина, многу работа, многу трошкови, а субвенцијата исто како жито или било нешто друго да садиш. А таму кај се знае, жито днешка се насе и се жне, немаш толку работа. Тука вади, копи, ѓубрива, препарати, нема трошкови. Бензин за пазари, бензин навака, бензин натака, бензините за... Оти тука е суво под млачето, нема наводнување. Водата се со моторни пумпи на бензин. Трошкови се многу големи. Тука градинар да се останеш, треба стварно да работиш многу. Овде има квалитетни производи, бидејќи поднебјето е така? Поднебјето е стварно за без разлика што е. Дали патлиџан, дали пипер, дали тиква. Самото поднебје си ги прави да се производите многу вкусни, многу бави. Многу на лице може не се толку бавеле, но нека на квалитет стварно за консумирање се многу добри. Имате ли проблем со пласманот или не? Каде ги пласирате? Пласирате исклучиво на Штипскиот пазар. Пазар може на пазар да сме таму. Исклучиво четврток, порчокта и петок. Нема проблем со пласманот? Нема, толку. Можем да произведеме, како што може да продаеме. Може повеќе, али не можеш да произведеш. Нормално. А слично како претходниот соговорник, со градинарство, но не за продажба, се занимава Иванчо Китанов од Таринци, кој ни рече дека со она што ќе го произведе ги подмирува потребите на поширокото семејство. Има
Има ли можност човек да живее вака от градинарство? Слушай, Отварят ли ги пластеници? отварят пластеници, тия имат по-големи повършини, по-системи, повече инвестиция, повече пари. Аз, како първо и да произведам нещо, не съм возач, не съм нещо такова да отнесам до пазара, ќе мора се да платиш и На пластеника, що имаше във пластеника? пиперче. И едно 15 корена патлиджани за мене и едно 7-8 корена кръставичка. Кай работите им? Иначе аз съм стечаец, 7200. Трябва да си има вода, систем за наводнување, трябва. Оваа вода е скапа вода. Оваа вода наводнувам од водоводо и затоа е овоја систем оставен за помалку вода да трошам. Или добиток нещо дома? Свиња? Слушай, моментално аз не чувам, син ми, имам 20 синови, еден е при мене, аз живеам доле ми е куќата. Он одгледува нещо, некое годенце таму. И аз повеќе тука и онака, негде ако ме викне некој надничар да поработам, да изкараш нещо, нема друг излаз. Иначе луизенци имам и одонат позади куќата. Тоа е ова, не е родила оваа година. Позади куќата е. По-добро нещо да се работи сепак, отколку да се седи со скрстени раци, така ли? Секако. Јас у оваа положина одеја изкарам комаја за фамилиарност. Се. Да. Затоа што да, ова е втора култура пченката, не е таква. Слабо. Зелка, кромит, сеј. Зелка има, кромидо некако слабо го виде. Меѓу лозите, редовите на лозите имах компири насадено. Со капка извади компиро, собра. Домати имате пипер преку летото, така? Имаме. Имаме некој сега фане и некоја болка и од него го фане, ако... Собствени потреби имате. Тикви гледам, зелки. Има тикви, има зелка, а не е од тиква. Таа е зелена, таа за стока. Таа е по-сугарна, имам унатре нещо по-убава тиква. Значи само за собствени потреби. Само за собствени потреби. На пазар не. При посетата на Лакавица се сретнавме и со сточарот Усеин, кој пак по пропаѓањето на неговиот колектив спасот го побарал во сточарството. Колку време се занимаваш со сточарство? Па со сточарство од детинство више, али и на работа беме, како не напуштијате, јас почнав овие правичките. На работа. У Неметали тука на работа. Затворија фирмата и така, сега тоа вие за да се живее некако. И имаме снаи, имам внучиња, имаме. Скоро сите сме без работа, така да нешто тутунчи, нешто земеделие така за мене. Моката со што е ранете? Мислам, ваша храна? Наша храна имаме ечмен. Пшеница за нас си мелеме тако за дома. Брашно мелеме. Така. Пласмано на телињата, на млекото, како? Млекото не е, ни даваме за нас, употребуваме сирени, урда, така да толку са малку за нас, за внучињата и за нас. Полани, телињата нешто ние колеме, нешто продаваме, така. Од пола ни даваме некако многу ни е ефтино, 17 динара го откупуват млекото и тоа зафркнете на крај, не взимаш ништо. Чуваме повише и тоа намалиме, нема сметка. Така да, анџак за нас. Кога се ке собереш вака, што останува за сточара? За сточара кома ништо, само маката не останува. Така барем не купуваме млеко и серење такви работи за нас, за наша употреба тоа користиме, а онака не се исплаќа многу ефтино млекото. За да имаш повише стока, немаме ние толку могуćност да и услови, немаме. Субвенции дава државата? Субвенции дава за субвенции урето, али што субвенцијата колку ќе ни помогне? 3 лидарки, 3 субвенција за таа стока ништо не. Вода немаме, летно време, суша, нема никаде вода. Сега од овие дождови голчиња некаде тук там, па си пијат водичка. Така многу тешко за вода. Паша, пасиште имате? Пасиште има нешто, али тоа диво паша не е некоја си.
Ако има вода, уреду. И да има нагоре, имаме паша, али вода нема никаде. Така да и не ги тераме нагоре. Таа стока треба и вода да пие, нели? Поила нема. Нема никаде вода и работи, малку треба да мислат бар за сточарите. У селото имаме ние повише, сите скоро чуваат стока. Сега 2-3 останаа што чуват, така и вечината дома. Колку крупен, колку ситен добите? 6 глави јас. Цело село, па дали има 30 глави. Овци нема. Нема, сега скоро дојде еден од Плачкови села, он зима едно 200 овци и други овци нема. Ова село Балталија има тамо едно 1500 грла, овци, крави не чуват они. Така и у нашето село порано имаше и овци, и крави, секој чуваше, али сигурно нема сметка, па за тоа ги продеа. Во последно време се повеќе актуелно станува органското производство. Дебата на оваа тема неодамна се одржа во Делчево. Да проследиме фрагменти од дискусиите. Еве на пазарот се појавуваат и фирми кои почнуваат со откуп на такви органски производи, односно отварање на дуќанчиња, а и некои фирми почнуваат и на голем, односно со откуп на поголеми количини на органски производи и како една голема сигурност за сите производители на органски производи, можам да ги охрабрам дека навистина сите производи кои тие ќе ги произведат како органски ќе бидат потрошени, продадени, откупени, преработени на нашиот пазар, а сепак како председател на Федерацијата и еден хуман човек, мислам дека ова генерација млада која има потреба од консумирање на органски производи како за нив и нивните деца ќе биде исто така позадоволна, бидејќи нашата татковина има можност да произведува органски производи, па истите како такви да можеме и ние да ги користиме. Значи не само да бидат за надвор, за извоз, за поголема цена и така бенефитот се разбира дека мора да постои, меѓутоа да можеме и да се храниме здраво. За разлика од пред 5-6 години, оваа година може да се пофалиме веќе дека сосема се измените условите во кои што се работи и сега имаме комплетна заштита за растенијата и животните, вклучувајќи ги пчелите, исто така имаме достапни џубрива. Значи, комплетно е промената ситуацијата, уште повеќе со тоа што веќе и пазарот на органски производи се размрда, еве во главниот град во Скопје, кај што е главната потрошувачка маса, веќе се барат органски производи и постојано има отворени понуди до земјоделците да се пријавуваат тие што произведуваат за да може таа роба да стигне до потрошувачите. Овој крај е познат по органската слива која што како таква најмногу треба да биде наменета за преработувачката индустрија, веќе има побарување и за таа, меѓутоа има тука и некои градинарски производи како што е гравот, кромидот, пиперот и така натаму. Исто така овој крај е познат по производство на чист мед и само доколку самиот пчелар не изврши некоја мерка или не додаде нешто што не треба, во суштина медот е со многу висок квалитет. Самиот органски сертификат треба да го потврди тоа, односно да потврди дека навистина не се преземени некои недозволени мерки. Винер осигурување веќе присутен долги години на македонскиот пазар, добро познат на сите граѓани, една од компаниите која нуди сигурност и доверба на граѓаните во сите класи на осигурување. И со гордост кажуваме дека осигурувањето на посеви и плодови исто така е дел од нашето портфолио, палета на производи кои нудат пред се една сигурност на сите кои што се занимаваат со земјоделие. Во овие времиња редовно гледаме што се случува, разни временски непогоди и слично. Нашата палета на производи е многу разновидна, нуди секакви покритија, она што го сработат и од што живеат и за кое живеат да им биде обезбедено. И Винер осигурување всушност самото име наше кажува дека ние сме настроени кон победи заеднички и да гарантираме едно партнерско работење со земјоделците, да им овозможиме на нив да бидат спокојни дека она што ќе го работат, дури да се случи нешто што не можеме да го контролираме, значи било каква временска непогода или ризик кој ние го покриваме да направи неочекувано губење на она што го очекуваат како
приносот, посевите и плодовите кои ќе бидат предмет на осигурување, Винер е тука тоа да го обештети. Така да сите заинтересирани секако може да се обратат во нашите продажни места и да добијат специфични, детални информации за она што сакаат да го осигурат. Можам слободно да напоменам дека ги покриваме оние слободни ризици у соработка со Министерството за земјоделие, значи програмата со 60% субвенции, пожар, град, гром, исто така кажуваме дека покриваме и пролетен мраз и поплава како дополнителни ризици. Имаме убави бонуси за сите наши клиенти. Мал број на осигурителни компании го работат ова осигурување во нашата држава. Винер го работи многу долго, имаме долго искуство. Нашите луѓе кои се специјализирани за овој тип на продукција веќе доста искусни, луѓето ги познаваат, го познаваат името на Винер осигурување. Синоним станува за нешто што им е битно како сите други основни работи што ги користат при одгледувањето на она што им е посеви плодови. Ако треба нешто да имаат, они знаат дека треба да имаат полисата на Винер, пошто им дава некоја безбедност, пошто претходната година беше на некој начин доста лоша, може да се согласиме, затоа тука сме бар ако нешто можеме да повратиме назад. Па осигуруваат најмногу, сега зависи по реони, еве овој реон најмногу се застапени овошките. Меѓутоа тука се житните растенија, културите, сточната храна, значи тутунот исто така, така да комплетно све се осигуруваат посеви плодови. У последно време има доста заинтересирано за она органско производство, иако кај нас се уште некако име оној другиот дел скап што е морален за одржување, меѓутоа веќе тие што го работат, веќе го бараат исто така да бидат осигурано под оранжери и градинарски култури, исто има предмет барање за осигурување и така. На жетвата на Оризот се задржуваме и денес, овој пат низ еден позитивен пример на винички производител. Да слушнеме како тој е задоволен од приносите, на какви проблеми наидува во текот на работата, како еден од поголемите производители со над 9 хектари. Со него разговара колешката македонка Мирева. Како го цените квалитетот, квантитетот на приносите после дождот кој што го имаше во изобилство оваа година? Оваа година, за разлика од сите други години, навидно се изгледаше дека ќе биде проблематична што се однесува до квалитетот на Оризот, но сепак оваа година ние успеавме на некој начин, благодарение на временските услови, сепак да се постигне добар квалитет. Исто така и количински Оризот оваа година е со, мислам, задоволителни приноси. Некаде мислам дека ќе се постигне некој просек од 750 кг на атарот на овај блатечка околија. Секако дека оваа година се јавија поголеми проблеми со одвивањето на жетвените работи. Мислам дека почна со големо задоснување од некои 15 дена за разлика од други години, но сепак временските услови сега моментално се наклонети, мислам, идат на добро. Ноември месец мислам дека ќе биде секако добар, за да се заврши комплетно целата Оризова жетва. Оваа година имаме површина од 9,5 хектари засејано со сортите Халил Б турски, Опале италијански, Примариска кочанско семе и секако Андреа италијанска сорта. Најзадоволителни приноси оваа година ќе ни приреди Халил Бето, кој мислам дека ќе учествува со некои си 900 кг, односно 9 тони по хектар. Каква сорта е Халил Бето? Халил Бето е турска сорта. За прв пат годинава? Увезена во Македонија пред 4-5 години. Ние прв пат оваа година засејавме со Халил Бето. Мислам дека ако се одбива со пласманот добро, ќе одговара за овој дел од виничка околија за Ориз. Што е поразлично од останатите сорти според вас? Мислам дека има во едрината е малку поситна, квалитетот е добар, мислам дека ќе постигне исто така и добар рандаман при биењето, затоа што се познава уште сега во жетвата не се ствара никаков крш. Мислам дека ќе е идеална сорта за овој дел.
9,5 хектари не е мала површина. Колкав е вкупниот принос кој што го очекуваш, иако жетвата се уште не е завршена? И какви се вашите информации со откупните цени? Има ли интерес за откуп на сите сорти кои што ги спомнавте и која е цената? Мислам дека оваа година просечно латачка околија ќе добие околу 650 кг, односно 6,5 тони по хектар. Секако дека тука приносите ќе бидат намалени од површини кои се зафатени со диви сорти, мислам од црвен орис популарно меѓу нас. Ќе бидат задоволителни секако кај површините кои се чисти без дивите сорти на црвен орис. Секако дека имаме проблем со црвениот орис кој од година во година се зголемува бидејќи падне пред жетвата да биде на другиот орис. Инаку, за разлика од други години, оваа година имаме поголеми приноси и мислам дека има површини што ќе стигнат и до 900 кг по декар, односно 9 тони по хектар. А има и семиња кои не може да постигнат, мислам дека ќе се движат од 600 до 650 кг. Кај мене конкретно мислам дека сите сорти на орис, една на друга, ќе постигнат некаде околу 750 кг по декар или 7 тони по хектар. И? Околу пласманот оваа година мислам дека нема да има поголеми проблеми, бидејќи оризот е во добра состојба, ќе нема кршливост при биењето. Има, мислам, најава и за други компании од Турција кои ќе фигурираат во нашиот пазар. Каков е процентот на субвенциите во вкупната инвестиција еве во старт, тоест во вкупните трошоци за производство на хектар орис? Секако дека субвенциите имат добар удел во секое производство, па така и кај оризот. Мислам дека само ако би се дошло до навремена исплата на субвенциите, ќе влијаат врз целокупното производство, секако дека учествуваат со некои 10% во самото производство на орис. А субвенциите се добредојдени за сточарите. Државата продолжува со субвенционирање на млекопроизводителите. Прилог за ова ни подготви Ангела Димитрова. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија го објави повикот за добивање на субвенции кај млекопроизводителите. Во рамките на овој повик, кој е всушност трета фаза, ќе се субвенционира млекопроизводството од мај до септември 2015 година. Тоа значи дека сите млекопроизводители од државата, па и од територијата на општина Кочани ќе можат да поднесат барање за добивање на субвенции по тој основ. Секој млекопроизводител за 1 литар предадено млеко во регистриран откупен центар млекара ќе добие субвенција од 3,5 денари. Висината на субвенцијата ќе биде дотолку поголема ако земјоделецот млекопроизводителот предал поголеми количини на млеко во откупен центар. Според информацијата што денеска ја добивме од Јордан Димитров, раководител на подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани, до оваа подрачна единица се поднесени 365 барања од страна на млекопроизводители. Нивниот број, според Димитров, се очекува да се зголеми на 380 поднесени барања, бидејќи рокот за поднесување истекува утре. Следува рубриката Агрономот ве советува. Овој пат ќе слушнеме за корисен совет за заштита на овошките од глодари и други штетници. Минатата емисија зборувавме за ѓубрење, за ѓубрење на овоште наследи. Во ова емисија би сакал да позборуваме малку за зимска заштита и заштита од глодари и штетници, бидејќи актуелно е во ова време, период кога актуелно напад од штетници, глодари, посебно ќе напоменам диви животни, тука се зајците, кои може да направат прилично штета на вошките, посебно на младите вошки, со тоа што тие ја гризат кората и сите тие млади вошки кои се до некаде 3 до 4 години веќе имаме штета направено. За да се заштитат овошките,
потребно е во оваа време, значи период е сега во фаза на мирување на вегетација да се заштити со тоа што значи со вар да се офарбаат, значи да се третира така да со тоа што со тоа може да биде поголема корист, значи тука веќе зајците не ги гризат овошките, а од друга страна имаме значи сите тие штетници и болести кои се презимуваат во самата кора, значи во стеблото, ги уништуваат. Значи се прави дезинфекција на овошките и заштита значи од зајците кои може да бидат многу прилично застапени во некои райони. Покрај тоа имаме значи битно е да се третираат со модер камени вар или бордоста чорба, прскање со самото паѓање лице препорачливо е да се испрскат вошките со тоа што сите тие штетници, паразити, габички и сите фитопатогени организми кои се наоѓаат во листот, во гранчињата, се наоѓаат тука и со самото третирање ги уништуваме. Тие се две мерки, значи карактеристично за овој период е за тие две мерки да се преземат за да може овоштарникот да се заштити. Исто така да напоменам дека и покрај тоа може да се заштитат со завиткување на стеблото со најлон, завиткување со некои пластични и може и со некои подебела хартија, така да се со една цел е да бидат заштитени. Како знаеме, умееме, тоа е најдобро. Бидејќи може да се деси период значи на јака зима, ниски температури, подолго време, значи да има некаде значи снег, така да значи ако нема паша, значи да нема добра паша за зајци, тие веднаш напаѓаат на самите вошки и ги гризат корите на младите дрвца. Така да имаме ситуации каде многу имаме оштетување од диви животни и глодари на самите вошки, а на тој начин се уништува кората и имаме уништување на комплетна насад. Минути за уште една редовна рубрика. Сточарите прашуваат, ветеринарите одговараат. Стоката даваме те крма земно време, ама нешто то крмата ли не е арно вода, не оди работа. Стоката нешто разболе се некој. Крма да му даваш и се разболе нешто стоката. До шо е, до крмата ли, не знам. Да го прашаме ветеринаро, шо ќе рече, тоа да видиме каква е шо е работа. Значи, обично кога сточарите ја напасуваат својата стока во планинските региони, каде што цело време се практично тие на зелено, односно на паше, во есенскиот период тие ги прибираат животните и во таква ситуација се приморани да мораат и дополнително да ги подхрануваат. Практично да бидат на јасли. Поточно кажано, тие се дел прихрануваат, а дел се напасуваат, што значи не е она класика да треба да бидат на јасли, него тоа е практично дополнителна храна која мора да ја внесат, ради тоа што мора да се одржат во кондиција и со оглед на тоа во колку се работи да со себе носат теле, мора да едноставно се прихранат, а во колку има донесено на свет теле, па уште е поголема потребата за храна, односно за одржување во кондиција, како на кравата, така и на телето. Мораме да дадеме совет на сточарот, а се однесува и за сите други сточари, дека обврската на сточарите во оваква ситуација, при преминувањето на летна во зимска храна, односно тоа премостување не треба да биде нагло, што значи прекомерното користење и наглото користење на храна, зборуваме конкретно сега во ситуација за користење на концентрат и се она што се должи на дополнителната храна, мора да оде на еден начин избалансирано и мора да оди во доза.
секое прекомерно или предозирање, така наречено, кај животното, доведува до промена, односно кај нас стручно се зборува за индигестија, каде што доаѓа до оптеретување на желудникот. Знаете, вие желудникот кај преживарите е состојан од повеќе желудници и во таква ситуација доаѓа до едноставно до цементирање во одреден дел на желудникот, каде што храната не може да се преработи. Првиот симптом на таквото нешто е подувувањето кај таквите животни како резултат на нефункционирањето на желудниците комплетно и пореметување во преживањето. Така кажано народно, животното не прежива. А чим животното не прежива, практично храната не се вари и имаме едноставно стоп во делот на дигестивниот тракт, каде што ваквите проблеми се решаваат единствено, значи единствено, преку барање на интервенција од страна на ветеринар, како би можеле ваквата ситуација да се реши, односно проблемот да се надмине. Во колку потрае малку подолго време, во таква ситуација доаѓа до оштетување на желудниците, практично на сите делови од желудниците кои ја варат храната и последиците може да бидат и фатални. Да не би дошло до тоа, обврската на сточарите е навремено да се јават, а од друга страна, да повторам, при преминувањето од летната на зимската исхрана мора да се оди постепено, што значи не може да се форсира одеднаш храна која што едноставно прави големи проблеми. Тоа беше се во рамките на денешната емисија. Доколку имате прашања, предлози и сугестии, пишувајте ни на мејл адресата подолу. Довидување до наредната недела во истото време.